Сакам да споделам нешто, драги браќа и сестри, со вас. Јас сум Славица и сакам да ви кажам како нашиот татко, нашиот создател, нашиот спасител Господ Исус Христос, секогаш кога ќе го повикаме, секогаш кога бараме помош од Него, Он е тука и веднаш ни помага. Пред неколку дена беше касно веќе, поминато 12 часот, да легнам и срцето многу брзо ми работеше. Реков да пишам во групава со трудници кои си се молиме секогаш. Ајде веќе се легнати да не ги вознемирувам. И се сетив дека имаме една сестра во Австралија, сестра Вела, Исус да ја благослови, со цело семејство, и викам ке и пишам неа. И пишувам, она веќе беше онлайн, и ми вика: сестричке, не сум дома, ама штом стигнам ке се помолам. Помина пола час и ми пишува: како си, сестричке, подобра ли си? Слава му на Исус, моето срце се подсмири. И велам: да, подобра сум, слава му на нашиот семокен Господ, слава му на лекарот над лекарите и на царот над царевите, кој е секогаш тука и кога ќе го побараме ни помага. Легнав да спијам, пошто срцето веќе беше подсмирено, сум заспала. И кога се разбуди утрото, срцето си работеше сосема нормално. Фала ти и слава ти, мил Исусе, ти благодарам, татко мој многу милостив, што не лекуваш, што ни помагаш, што си секогаш тука со нас кога ќе те побараме. Фала ти, татко мој пресветол, те сакам и ти благодарам за се што ми даваш. Има уште нешто, поминаа неколку дена, почна да ме боли ногата. Сатаната напаѓа, не остава на раат. Се собравме во молитва, се молевме, како што почна молитвата, тече молитвата, сите сотрудници, начело со нашиот водач, тихо, кого Исус ни го даде, да не собира секогаш и да тука е секогаш за нас кога имаме проблем, кога имаме потреба. Се молиме и додека уште молитвата траеше, мене и ногата ми помина. Ти благодарам, татко мој најмил, ти благодарам, Господе Исусе Христе, ти си мојот создател, ти си мојот татко, мојот лекар, кој ме лекуваш од сите болести. Се што ќе дојде, само што ќе повикаме кон тебе, ти ги тргаш нашите болки, болести, не ослободуваш од се што не е од тебе. А пред едно 10 дена исто бев на забар. Ми го пломбираа забот, кој го лечевме скоро 1 месец. Поручекта почна да ме боли, да чука, да работи, пулсира забот. И викам, те молам, Исусе, толку време го лечевме, не дозволува и овој заб да се отвара, повторно да ми го прават. Му пишав на тихо, пишав во групата, да се помолат сите, зашто јас секогаш кога имам проблем, ќе се помолиме и мене, слава му на Исус, вистина, одма ми поминува болката и било каква грижа да е, Исус ја трга, фала му и слава му. Пишав во групата и ми се јави тихо Исус да го благослови со цело семејство. Вика, цаци, сакаш ли да се помолиме, што е проблемот? Викам, тихо забов ми го пломбира, ама еве го пулсира. Не дај Боже да не дозволи Исус, ова што после затварање забот работи, нормално е дека треба да се отвара повторно. Застанавме со тихо во молитва, се помоливме и слава ти, пресветол Господе Исусе Христе, слава ти, татко мој многу милостив. Неизмерно сум ти благодарна. Поручекта почна да се подсмирува забот. До утрето сосема исчезна болката. Еве од тогаш помина, може би 2 недели, забот си стои, му благодарам на мојот доктор, спасител, Господ, исцелител, мојот татко, мојот единствен жив и вистинит Господ, кој лекува од сите болести, кој им помага на сите кои на Него се надеваат, со вера ќе повикаат кон Него и Исус е секогаш тука да ни помогне. Фала ти